Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр по подолга пауза поради оправдани причини. Знаеме, Олимпијадата во нашата програмска шема беше доста застапена, но минатата недела видовте навистина нешто интересно. Искуства од Грција ќе продолжиме и во денешнава емисија, но сепак да им отстапиме простори на актуелните теми кои што го тиштат македонскиот аграр. Велам тиштат, бидејќи некако се провлекуваат тие проблеми од година во година, по-конкретно во лозарството. Покрај тоа што имаме и намален род, некако се очекува 90 милиони килограми винско грозје. Исто така проблеми има и од климатските промени и од неизвестноста околу откупната цена. Се уште се тактизира дали ќе бидат ланските цени, иако производителите лозарите бараат повисока цена. Знаеме дека многу од репроматеријалите има повисока цена, зголемување дури од 20%, а потребно е секако да се заштити лозјето. Сето ова како ќе се одвива не е рано, дури можеби е доцна да се зборува, бидејќи требаше да се знае и однапред и лозарите да го планираат своето производство. Уште во февруари се стартува всушност лозарската година. Но да видиме како е на терен. Ние бевме во Тиквешијата, не видовме многу лозари во своите ниви, во своите лозија, кои што го берат грозјето, и рано е, можеби, сега се берат оние првите сорти, висококвалитетните сорти, како што е Шардоне, Соминьон, Бургундец, но добро е кога има некој и да откупи, кој ќе видите во следниот прилог, а секој и заспазени се сите страни. Се обративме и до Министерството, ќе видиме таму што зборуваат, но најавуваат засилена средба помеѓу винарниците и помеѓу лозарите, за да се најде заеднички јазик. Сепак годинава лозарството се надеваме дека ќе стартува со подобра перспектива. Да го видиме прилогот. Каква година ги очекува лозарите во однос на пласманот на нивното грозје? Дали ќе се повторат истите лански цени или реално ќе се вреднува винското грозје, за чие производство лозарите многу повеќе вложија за да се зачува родот? А доколку ги погледнеме податоците од Заводот за статистика, ќе се забележи дека само пред 3 години имало и повисоки цени. Така, например, за бургундецот се плаќало и до 18 денари, а лани цената била 12,04 денари. Или за рајскиот ризлик и шардонето, цените, да нагласиме, тоа се просечни, достигнале и до 22 денари. А лани се откупувало по 14 денари за килограм или 16,9 денари за шардонето. Дури и вранецот и смедеревката имале подобри цени, од 14,66 и 12,44 на 10,55, а лани смедеревката била платена по 7,98 денари за килограм. Или, речиси, 5 денари помалку. А познато е дека и најголем дел од лозарите ги гледуваат овие две сорти, иако многумина успеа и да прекалемат свој лозја. Оние најупорните, кои што се надеваат дека сепак грозјето ќе се вреднува, како што и во останатите земји. Националната федерација на фармери постојано ги следи состојбите, реагира, се со цел лозарството како и досега да остане наша традиционална, а и стратешка гранка, имајќи во предвид дека виното пезното грозје се наш втор извозен атрибут, што може да достигне приближно 100 милиони евра. Актуелна тема за која што требаше да се зборува можеби многу порано, тоа е лозарството со двата сегменти трпезно грозје и винско грозје. Но еве, се уште немаме доволно информации, но барем да осликаме ситуацијата што е на терен и се наоѓаме во Неготино кај Васка Мојсовска, која што е председател на Националната федерација на фармери, но воедно и производител. Дел од производството знаеме на трпезното грозје, кое што најверојатно веќе изебере по долго период, но најпрви на Васка, што се случува на терен? Знаеме дека имавме измрзнување, исто така недоволно системите за наводнување не успеа се да наводнат, како што ни велат самите лозари. Може ли накратко да ни ја кажете состојбата? Па за жал и оваа година ги живееме ние земјоделците, а особено лозарите, проблемите кои што се соочуваме со климатските промени.
Во февруар не затекна едни ниски температури во кои што долж по Вардарието имаше многу измрзнување на лозовите насади и таму имаме села или региони кои што не можат да скинат зрно грозие затоа што подлегна на тие мразиви, а секако и пролетта имавме пролетни доцни мразиви во кои што исто така настрада и лозовите насади, како што настрада овошките, така и лозовите насади. Потоа настапи суша, долготрајна суша која што се уште трае, со многу високи температури кои што не се добри за производството на грозие. И ние имаме региони во кои што произведувавме грозие кое што не беше поливано, но за жал оваа година имаше потреба од вода. Недостатокот на вода и големите дефеци кои што се наоѓаат во водоводниот систем исто така придонесува дополнителни проблеми да луѓето не можат навремено да си ги полеат површините со лозови насади и сето тоа сума сумаром придонесе за помали количини на производство на грозие. Во тек е бербата на трапезното грозие, како што кажавте и вие, јас сум производител на трапезно грозие и веќе 20 ние бериме од различни сорти на трапезно грозие. И ситуацијата со трапезното грозие оваа година можам да кажам дека малку е по-стабилна цената, повисока, но сето тоа се должи на побарувачката на пазарот, бидејќи колку помали количини има, толку и побарувачката поголема. Како се движи цената моментално? Тоа моментално зависи од сортите на трпезни сорти, од 25 денари до 40 денари, зависно се и до квалитетот на трапезната сорта. Така нашите откупувачи така плаќаат. Тоа не значи дека е добра цена за трудот кој што го се вложува и маката и во производството на трапезното грозие. Треба уште повеќе, но со оглед на тоа минатите години како беше ситуацијата, затоа и така велам дека малку е подобрена. Инаку напоредно почнува и бербата на винското грозие, кое што сега се почнати висококвалитетните сорти на грозие, како Шардоне, Рајски Ризлинг за некое време, потоа Бергундец, Темјаника. И за жал се уште немаме конкретни цени и ставови по кои цени ќе се откупува поголемите количини на грозија, тоа се најзастапените сорти кои што ги имаме во теквешијата, Вранецот и Смедеревката, а веќе бербата на нив ние на самиот трак. Ние како Национална федерација на фармери побаравме средба и со наши ставови уште во февруар месец, и сме во комуникација со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Остваривме неколку средби со нив на наше барање. На последната средба бевме заедно и со винарските визби, која што се одржа на почетокот на месец август. Таму ги кажавме нашите ставови кои што се залагаме и кои што се предложени и со факти докажани од наши производители, членови на Националната федерација на фармери. А тоа е, со оглед на тоа што производната цена на винското грозие Смедеревка и Вранец изнесува 15 денари по килограм, кое што оваа производна цена е пресметана и еден од нас лозарите кои што сме членови во Федерација на фармери, а секако и од релевантни, потврдено од релевантни институции, ние на база на таа производна цена баравме и бараме повисока цена на грозието, скромни 1 денар плюс, значи 16 за Смедеревка и 17 за Вранец. Зошто велам скромни? Затоа што трудот, маката и вложената работа, а секако и самите репроматеријали кои што се вложуваат во производство на грозие се многу поскапи и таа цена би требало да биде и повеќе од 20 денари за килограм грозие, но со оглед на фактот дека деценијски негде 20 години ние имаме иста цена на Смедеревка и на Вранец, кој што се движи од Смедеревката до 11 денари, Вранецот до максимум 13, ние сметавме дека заслужуваме лозарите оваа година да добиеме повисоки цени
на винското грозје. И тука имавме, нели, ги кажавме и нашите ставови во врска и со законот за вино, во кое што бараме исплата до 31 декември, во кое што бараме да се почитува членот 32 од Законот за земјоделство и рурален развој, а тоа е склучување на договори, договорено производство, во кое што тие договори ќе се склучуваат на самиот почеток на производната година, односно во јануар-февруар месец, и да не се соочуваме со фактот и со изјавите кои што дел од винарските визби ги пласираат со години наназад дека земјоделците, односно лозарите, произведуваат многу големи количини на грозје и затоа биле неквалитетни. Затоа ако винарските визби сакат малку да се произведе од 1 хектар лозов насад грозје винско, било кое да е сорта, треба да си склуча договор со тој лозар, со тој кооперант уште во февруар или во јануар месец, кога е резидбата на лозовите насади, и континуирано да се почитува тој договор до крајот на бербата и од страна на лозарот и од страна на винарските визби. Во тој договор да биде вклучено, нели, цената, количината, квалитетот и шеќерните единици по кои што ќе се откупува. Така самиот лозар ќе биде со сигурност, ќе знае дека тој нема да го искрои лозовиот насад за поголем род, затоа што ќе биде откупено со повисока цена тоа грозје, кое што ќе биде со помалку род, а како што велат винарските визби, поквалитетно. Мада не се согласувам со тоа, бидејќи нашата клима, нашето поднебје веќе не прават толкави количини на грозе како што било и во минатите години, кои што сме биле сведоци. Како што кажав и на почетокот, самата клима веќе влие, лозовите насади не можат веќе да произведуваат хиперактивност на грозе, бидејќи еве влие сушата, влие измрзнувањето и не се согласувам со тоа. Така, само се редуцира. Знаете како, јас секогаш велам да не си ја сечеме гранката на која што седиме. Заедно ние треба да имаме партнерски однос со винарските визби и со откупувачите, бидејќи едни без други не можеме. Не велам дека за состојбата во која што се наоѓа лозарството се виновни само винарските визби. Јас ставам и како лозар, производител, дека и ние лозарите носиме одговорноста и виновноста за самата ситуација, затоа што не сме организирани, не сме единствени, не сме сложни, да можеме да се здружиме сите заедно, без суети, без, нели, предрасуди, и да настапуваме заеднички, бидејќи ќе имаме поголема преговарачка моќ со винарските визби. Вака, само ако продолжиме, ова е еден апел до сите земјоделци дека тоа ни е насилината, ние мораме, сакаме нечиме, мораме да се здружуваме во сите гранки за да можеме да се избориме за повисоки цени. Бидејќи сами никаде не можеме да одиме. Еве еден сам што може да постигне ако нон-стоп, нели, се залага и избори кога нема поддршка од другите. Дали се очекуваат повторно малверзации околу шеќерноста, малверзации мислам во однос на обезвреднување на самиот квалитет и како тоа еднаш да се реши? Се зборуваше, нели, да бидат присутни повеќе од стручните служби, од институтот, од факултетите? Значи, ние за оваа година, да не се лажеме, че има шеќерност, нели, грозјето, било да е која сорта од винските, бидејќи условите и времето дозволува тоа. Ние како Национална федерација на фармери предлагаме, и секако тоа ни е доставено до Министерство за земјоделие, за скалата на замерење на шеќерни единици да ја одредуваат релевантни институции, како што ги спомнавте вие, или Земјоделски институт, или земјоделските факултети, и стартот на бербата на таа сорта да ја кажат тие, бидејќи се објективно ќе работат и не се ни на една страна. За да не се соочуваме токму со тие игри, нели, поместување на скалата во зависност од тоа која година какво е грозјето. Ако е врнежливо, има помалку шеќерни единици, како што беше минатата година, ако е сега топло како оваа година, има повисоки, и така да винарските визби си одредуваат цената. Затоа ние како организација го баравме тоа. Се надевам дека во блиска иднина, не знам за ова година дали ќе се
добие, но се надевам ние не се откажуваме, ние тие ставови ги браниме веќе неколку години и мислиме заеднички сите дека така можеме само да имаме напредок во лозарството. Дали се вреднува вистински ако има повеќе шеќерност? Дали винариите го почитуваат тоа и даваат дополнителни стимулации и ја зголемуваат цената? Некои винари да, но повеќето за жал не. Така е често на откупни пунктови. Да, така беше со години назад. Не знам сега како ќе биде ова година, нели, да не ме свате некој погрешно, но така беше минатите години. Имаат ли волја сега лозарите да го берат грозјето, винското грозје? Па не знам да ви кажам, многу сега, ако ви кажам дека сега бев наутро на поле, беревме трпезно грозје и не сретнавме ни еден трактор, ни едни луѓе на полето, ниту за берба, ниту за работа, ниту за ништо. Таква слика се почесто гледам, а за жал пред 10 години тоа беше, како кажуваме ние на народски по полето, панаџур, затоа што не можевме да се разминеме од трактори и од луѓе кои што работеа на лозовите насади. Не сакам да мислам дека нема идни на лозарството. Верувам дека некој ќе свати дека лозарството ни е втора стратешка гранка во Македонија, во која што придонесува со најголем процент во бруто домашниот производ од земјоделските производи и дека виното ни донесува извозот на вино доста девизен прелив во државата, кој што секако влие на буџетот на самата држава и се надевам дека ќе има една стратегија која што ќе биде направена и заедничка и од институциите, и од винарските визби, и од нас производителите лозарите, и стратешки да се планира за наредните 10-20 години кој правец ќе се движи лозарството. Дали ние, како членка, кандидат, која што чекаме нели датум за преговори, во Европска Унија, ќе влеземе со поголеми површини на лозови насади кога ќе влеземе во Европската Унија или со помали, тоа зависи од самите нас. Колку ние сметаме дека ни е потребно лозарството и грозјето во оваа држава и така да ги насочуваме патиштата по која што ќе се движи производството на грозје во иднина. Во државата од 180.000 земјоделски стопанства, 48.000 поседуваат лозови насади, или тие обезбедуваат 70% од суровината. Годинава се очекува да има помалку грозје, околу 90 милиони килограми, а лани биле откупени 120 милиони килограми. 10 милиони биле извезени во Црна Гора и во другите држави. Лозарите сакаат да продолжат виновата лоза да биде синонимот за тиквешијата, но и тие да можат да опстанат, да живеат, а не само да преживуваат. На децата да им остават вредност, со која што ќе ги привлечат, да го негуваат, чуваат и развиваат лозарството, а не да ги копачат лозјата.